И ова недела нашите авантурите продолжуваат. Каде да се упатам овој пат? Се наближува крајот на сезоната на калинката. Решив да го посетам градот на песната и калинката, Валандово. Да се видам со моите пријатели од општината, кои ќе ми објаснат повеќе за ова прекрасно место. Здраво, добар ден. Добре дојдовте во Валандово. Фала ви. Супер имавме состав, требавме да се видиме. Кои сте точно вие? Ми сте млади луѓе. Браво, многу сум. Да? Јас сум Глигорија. Глигорија, добро. Да. Така, јас сум Стефан, работам во општина Валандово и чест ни е да ве пречекаме, да ви ја доловиме валандовската посебност и локалната традиција. Фала ви многу, јас од вај чекав да дојдам кај вас, да видам како е Валандово. Сите ми кажуваат дека има пуно специјалитети овде, убава калинка и све тоа. Мислам ти позади вас ми кажа некој има нешто едно дрво. Да. Посебен овде во Најпрво добре дојдовте во градот на песната и калинката. Песната и калинката. Ние сме најпознати по калинката и по Да, песната. тоа да. Тука се наоѓаме на плоштадот во Валандово. Добро. Ова ни е нашиот јавор, кој што е еден од постарите, заштитен е од минатата година и кој што е стар повеќе од 650 години. 650 години. Така е. Мислам ти како збореше, многу приказни ке ни кажеше, а? Така е. Ова 650 години историја пред нас. Така е. Вау, тоа е Тој е нешто. посведочил Да. на многу работи кои што се случувале токму овде во Валандово. Вау. Ке прошетаме денеска низ Валандово, ке ги видиме валандовските обавени, ке пробаме валандовска традиционална храна, се што се приготвува кај нас и сметам дека ќе ви се допадне тоа на сите. Се надевамо ти ќе имаме приказни. Ајде, супер. Повелете. Ајде да продолжуваме. Фала. Се наоѓаме во парк Пионија во Валандово. Ова пред нас е споменикот кој што е издигнат во чест на паднатите борци од Народно-ослободителната војна од Втората светска војна. Втората светска војна. Така е. Денеска со нас е и професорот по историја, професорот Зоран, кој што ќе ни каже малку повеќе околу историјата на Валандово и Здраво. нашата општина. Здраво, добар ден. Имаме професор денес. Супер, ќе ни покажете, ќе ни кажете повеќе за приказните и историјата од Валандово. Многу сум среќен. Фала ви на вас што ми Ќе ви биде мене чест и задоволство да можеме да придонесеме да направиме една мала промоција на Валандово и да ги истакнеме најважните историски настани кои се случиле на територија на општина Валандово. Фала ви многу. Ајде, кажете ми нешто повеќе за овој убав спомен што е направен. Убав, да. Убав Инаку, спомен. ова е споменик во чест на паднатите борци од Народно-ослободителната борба. Знаете дека Македонија нели била дел од Народно-ослободителната борба во рамките на Југославија, во рамките на партизанското движење. Македонија има дадено 25.000 жртви за време на Втората светска војна. Еден дел од нив за жал нели се од Валандово и во нивна чест создавањето на македонската држава е подигнат овој споменик, бидејќи нели и они дале свој придонес во изградбата на оваа држава. Немален почит за нив. Океј, да. Се надевам ти имате и љубави приказни од ова е дел малку да кажеме од Секако инаку Валандово е познат по своето археолошко мислам по своите археолошки наоѓалишта, по своето археолошко културно наследство, можеби најбогато на територија на Македонија. Значи не постои територија локална
во Македонија која има концентрирано толку многу археолошки локалитети како што тоа е во Валандово. Океј, одиме да ги гледаме. Ајде. Ајде. Па се знае, секојаш патот до манастир треба да се качуваме. Малку е тешко со камперот, ама мора. Подобро со камперот сем со пешки. Од јас пешки, знаете, од ти тешко да пешачувам. Ајде, одиме до манастирот од Валандово. Види го те, врв. Каква убавина. Природата е... Здраво, добар ден, господја. Како се викате? Баба Гроздена. Баба Гроздена. Да. И зошто такво име Гроздена? Малку И грози, јас не знам грозде. зашо му туриле такво. Па добро. Ајде, па да разговараме малку со господјата. Ајде. Ајде, баба Гроздена. Многу ми е мило што ве запознавам. И ме мило. Ба, вие И сте мене ме овде, мило. дел да кажеме од манастирчето овде што е. Кажете ми малку повеќе за вас. Ние тука имаше еден стар човек работеше. Стар човек работеше. 96 година почина тоа. И мојот домакин оде под стечај. Работеше од црквата доле, Свет Димитрија. Добро. И оттам го донесеа тука. Кога умре човеко, него го донесеа тука. Вадан ќе го искарат, утре ќе го искарат и он си остана тука. И почнаа едно по друго да си граде. И вие дојдовте овде малку да помагате, малку Попо ме донесе. да вашата душа да се... Попошол Велес, Гаштарски го викат, од Берево, драги. Океј. Он, Бабгорден на тебе тук те место. Мислам ти има нешто една посебна приказна овде за манастирот, нешто зошто е наместен овде. Знамо ти сите манастири се на високо место. Да, луѓето да му е малку тешко да стигнуваат до манастирот. Ја Зоки ќе каже. Да. Тоа е бидејќи манастирот датира од средниот век, а во средниот век биле бурни и немирни времења, имало многу ограбувања, а манастирите добивале бидејќи биле во спрега со државата и помагале на државата ги наградува со имоти, и бидејќи биле богати институции, мора да бидат малку на понепристапни места со цел да бидат помалку изложени на ограбување. Заштитени се да Така се е, заштитат. Океј. Како се вика овде овој манастир? Манастирот Свети Георге. Свети Ѓорѓе. Добро. Океј. Мислев имаше така нешто приказна со Гроздана, Ѓорѓе, па да, нешто. Супер, вие колку години сте тука овде? Колку го 10 години сте тука. И вие чистите овде го одржувате од свем местото. И тука ида многу пензионери. Пензионери доаѓаат овде. Јас им готвах фасул. Фасул. Планинарто тука идат. Граф, фасул, граф, да. граф. Се кажува фасул овде во Валандово? Да, фасул. Добро, океј. Сега научив нешто добро. Јас им готвах, многу беа благодарни
И ловджиите тука са. Планинарто тука са. Мислам, ти ќе продолжиме ние со истражувањето на Валандово. Добар историчар. Јас, господја, со професорот ќе ве оставиме, ќе продолжуваме. Нема проблем. Фала Мило многу. ми беше. Господја Гозана. Така. Продолжете така. Уште 100 години? Исто и вие. Исто и вие. Фала ви. Сите Во добро место здрави, така, живи само и се здрави, живее, да, друго се живее ништо. долго. Друго ништо. Добро. Одиме? Ајде. Ајде. Пријатно, господја. Пријатно, со Чао, чао. здраве. Пријатно. Ајде. Пријатно за ки. Фала. Ајде са. Се наоѓаме во дворот на манастирот Свети Георгија. Инаку се наоѓаме во дворот на едно од најстарите културни знаменитости во Валандо. Потекнува од 14-тиот век. 14-тиот век. Така е, да. Добро. Тоа е фактички развиениот среден век, бидејќи нели среден век се дели на ран развиен и доцен. Потекнува од развиениот среден век, тоа е временски период кога црквата и државата биде испреплетени, кога заедно делувале. Од таа причина тука е создаден манастир кој што треба да биде фактички центар на Валандовската околина. Првите историски податоци ни кажуваат дека прв пат тука манастирот се среќа во 1343, а имаме и записи од 1349, тоа е во време на познатиот цар Душан, тогаш он бил најголем владетел на Балканот, поседувал половина од Балканскиот полуостров. И во тоа време изградено ова место, баш нели тука, веќе кажавме зошто, заради непристапноста и заради можноста помалку да биде подложено на ограбување, бидејќи како што кажавме, поседувале сериозно богатство кое што им помагало да функционира. Инаку некаде е разрушен околу 19-тиот век, ќе биде повторно возобновен, за да во катастрофалниот земјотрес од 1931 година, за што сведочи и споменикот долу во центарот на Валандово, нема да остане имун ниту манастирот, ќе биде разрушен, за да после земјотресот повторно да биде возобновен. Да, и со една сериозна, да кажам, ангажираност на населението, со навистина голем труд, бидејќи нели немало механизација, Тогаш имаше магариња, да. И со нивна, да кажам, сериозна помош е повторно возобновен манастирот, за да во последните години добие ваков лик на едно интересно излетничко место, не само верско и религиозно. Да, видов на надвор така има манички кутичи така што луѓето може да дојдат да прават скара и све тоа. Тука валандовчани ги користат викендите за релаксација, празниците. Местото е премирно. Се слуша има кој како да има нешто фонтана овде, да. Има повеќе извори на вода, изобилува со повеќе чешми. Манастирот е една пивка, убава и здрава вода. Да. Не е вода таа што ве прави помлад, не? Да. Отија ќе пробам директно да се обрам малку. Ајде, продолжуваме. Супер, ајде. Се наоѓаме тука на централната чешма. Добро. Во кругот на манастирот Свети Георги. Да, овие сето вие... Да, летниковците, каде што локалното население доаѓа тука и го поминува дел од своето слободно време. Ово место, навистина, како кажам јас, мир, тишина, овде нема поубаво, па да, и близко од Бог. Да, најблиско да. Исто така значено и интересно е да се спомене дека одма над манастирот има исто така еден значен археолошки локалитет и културно-историски споменик, тоа е познатата Маркова кула. Маркова кула, Марк е секаде овде во Македонија. Секој големи град има Марк негде. Добро. Познатата Маркова кула која
според одредени истражувања најверојатно потекнал меѓу 5 и 7 век, бидејќи немаме пишани податоци, меѓутоа од она што е познато дека се користела како стратешки воен објект за наблюдување, бидејќи од таму се гледа целата Гевгелиска Валандовска котлина. Добро, до таму. Особено била значајна во средниот век за наблюдување на непријателските и странски војски кои што доаѓаат и кои што можеле да предизвикаат штета тука за локалното население. Океј, ајде дојдеме да видиме. Ајде. Сме во едно убаво место, гледам пак се истражува овде, се бара, се копа. Каде сме овде точно? Да, имаме, мислам, ископувања кои се во по-напредна фаза, бидејќи ова е локалитет кој што се истражува едно подолго време. Локалитетот се вика Стакина чешма. Стакина чешма? Да. Стакина чешма има посебно име? Не, така се нарекува областа, областа, да кажем. добро, да. окей. И тука е откриен локалитет. Локалитетот е откриен на 70-тите години кога се правила канализацијата во Валандово. И така една наша позната, да кажем, валандовчанка, археолог, започна да го истражува локалитетот, Мила Шорбановска, која долго време со нејзиниот тим, делче по делче го склопуваат мозаикот наречен Стакина чешма. Овие мозаики, каде се мозаиците? Мозаиците моментално се заштитени, да, бидејќи како во Ераклеја, финалниот производ се уште не е готов, треба да има некои стандарди кои што ќе треба да се исполнат. Која ќе биде се комплетирано, ќе бидат откриени и мозаиците. Океј. Инаку Валандово е познато по своите археолошки наоѓалишта. Па, фала многу, професоре. Мислам оти денес со вас научивме многу ствари. Мислам оти гледачите, како да кажеме, сме малку повеќе паметни. Па супер. Имам еден поклон за вас, за вашата голема љубезност што ми дадовте сите информации за Валандово од нашите пријатели од Шато Сопот. Шато Сопот исто има имиња, стари имиња, старо, како да кажам, лозје од Македонија. Не знам оти од времето на античкото го имаше тогаш, ама знам оти виното е за мерак. Сигурен сум оти ќе уживате со тој вино и ќе напишите уште убави приказни, мислам. Се надевам, фала многу, ми беше задоволство. Фала. Ајде. Фала и на вас. Одиме? Ајде. Ајде. Одличен час по историја. Но да се вратиме на мојата пасија, гастрономијата. Одиме да видиме како се подготвуваат вкусни продукти од локални органски производи. Стефан ми кажа, оти правите джем преубаво. Нешто биоорганско што нема поубаво од тоа. Да, На све вистина? органско, да. Да? Ма знамо ти Валандово е познат за калинки. Познат е, ја видов од имате киви. Имате јапонски, све имате овде? Имаме све, јапонски јаболка, киви, Да. обични јаболка, круши, све што може да постои. Имаме смокви, само сега не е времето на сезоната на смоквата е помината. Да. Иначе имаме зелена смоква, вариме сладко од зелена смоква, од зрела смоква, цреши, ево е црешата над мене. Цреша позади, све имате? Цреша, така да имаме све органско, све јадиме органско, имаме И го правите со во тоа? тавата го правиме. Да, Таа е ова е иначе бакар. бакар на тава, Да, што му да. дава специјален шмек Знам. на сладкото. Значи во тава и во
шерпа не може да биде исто. Знам, во Белгија исто се прават джем, кажува конфитюр, се прават во Да, како во да кажам, од бакар, бакар, да, удава посебен шмек. Само тоа да навистина. дојдете кога се приготвува да видите, Обавезно, градоначалникот беше обавезно. тука на Ние мислам, малку ги утневте промоција сите кога датуми варев. овде имаше пуни слави и светоа. Ние дојдовме малку касно. Покасно, Ама да. така ме водеше патот и Нема морав. вез, Да, нема тоа е вез. тоа. Значи тоа што имаме спремано, ќе Да. видите, ќе ви дадеме, ќе дегустирате. Што може, имаме што и може сол. да пробам јас? Што Кажете ми. сакате? Не, Значи, што вие сакате да ми покажете. И јас ќе ви дадам вие што сакате. Значи имате сладко од зрела смоква, од зелена смоква, имате од кајсе, имате од цреша, имате од малина, имате од Од калинка капина. немате? Немам. Од калинка имам само ликер, него донесов не ликер имам А, во ликер, прецовњето. ми како тоа ќе го пробаме после. Имаме сладко од дујна. Ова ми се Имаме. допаѓа, ова ми се допаѓа. Од дујна. Да, Сакате? да, Сега да, ќе да, го да, да. отвориме. Ајде да пробаме Пробаме. тоа. Ова сигурно е за сервирање? Да. Ау, Ќе ви со нож ставиме. правите така. Ау? А ова е од тиква, сме го Тиква, сгрешили. бе, нема веза, тиква. Нема проблем, Малку ќе тиква отвориме, ќе отвориме и од сите ми- дујна. Господја, сите ми кажат од имам тврда тиква. Ајде да пробаме на тиква за мене. Ќе пробаш Па и супер ќе ми тиква, биде. не е проблем. Да. Ова е омекнета, мојата уште е тврда. Не, само А малку. со прсти се јадат, не? А не така, зашто? Зашто јас така А, сакам. да, видов. Не, ова тогаш. Не се секири, Марк. Значи јас ќе ти ставам се што е најубаво да не се секираш. Добро. Супер, Може, супер, добро, ама и добро, колегите добро. нека пробаат, Да, не е колегите проблем. после за нив. Прво за мене и за вас. Повели? А ба јас ќе пробам, ајде. Извините колегите, ама ја прво пробам. Стефан, редовно доаѓа кај вас? Да. Да. И редовно купува сладка кога имаат гости, за кога тоа им ни доаѓаат. затоа ни препорача да дојдеме Да, кај вас. доаѓа Стефан, знае ги имат испробано моите специјалитети, така да мислам многу дека убаво. ќе нема промашај. Ова е многу убаво. Па сега не знам, вие ќе дајте оценка дали е убаво или не. Не. Оценка не давам. Оти ако давам оценка, негде малку ќе ми биде не. Сакам да кажам, оти е убаво и убаво е. Ќе ви Навистина. отвориме и зелена смоква да Ова пробате. ова што е ова? Тоа е дујна со ревчиња. Прекрасно. Како ружа. Како ружа, да. Да, има вкус така како ружа. Има вкус, пошто во него се става специјално цвеќе, сладкарче, што му дава посебен вкус Не, на така сладко. му дава како да има ружа да, внатре. Да, значи секој сладко си има Посебна приказна. посебна приказна. И секој не може да го направи исто. Секој Не, си не. знае своите квалитети. Да ви кажам право исто мене Многу што варат готвам- сладко, да. ама сега јас не да се фалам, јас мојот производ си го фалам. Ви имате право, така. Јас кога готвам прамена рецепта, не можам да ја повторам. Еднаш се прави, ја пишувам, ама два пати да се прави исто. Јас го тешко. знам веќе на памет да го правам Да, многу и години. секоја година има исто вкус? Не. Да. Не може. Оти и Ајде, овошјето, можеш. и овошјето се меша. Дајде да ви помагам малку. Дајте. Марко, И што со ти ножот, си многу војак. опасна, многу опасна сте. Не се плаши бе ти од ножа, што се плашиш? Не, не. А, не се прашам од нож. Вака само го чукни од Не, вака прам. Не, од озгоро те го. Ке видиме? Е, Функционира. Да. Иначе ова ви е сладко од зелена смоква, тоа се припрема во мај месец, значи кога Добро. се зелените смокви, сега и да сакаш го нема. И се става во шербет. Не во шербет, значи тоа си има специјален процес на работа. Низ 9 води се варат смоквите. Колку? 9 води им се Што, фрле 9 водата. води се да. вари и после на крај Се фрла водата, значи сладкото се вари низ 9 води, им се фрла водата. Добро. И после на крају се прави шербет и се прават смоквите да бидат глупо прашање може зошто 9 води? за да ми излези горчилото, пошто имат многу јака горчина, многу се јаки. Како се јади одеднаш ова? Од еднаш, Лапни да. голтни? Да, лапни голтни. Фантазија. Ова. Ептен Погледам убаво. Ептен убаво. Сега полека празниците доаѓаат. Во Белгија се прави джигер од патка. Фагра. Да. Со ова. Мерак да биде. Еден тостче, Па ќе една си, чаша ќе си вино. купиш после и ќе си правиш во Белгија, Мора, ќе си носиш. мора, да, мора. Преубаво, господја. Нема проблем. Преубаво. Абе, Друго навистина, Стефан ме донесе на убавото место. Ама ја чекам Едно ликер, чиличе ја од, чекам ликерата од тие, Калинка, а? За да ставам зрела смоква. Многу убаво. Може да ти ставам повеќе Марк, да пробаш колку е вкусен ликерот од Калинка. О, ова е ликерот од Калинка, што Да. ми кажавте. Да. Како убаво мириса. Ама мириса све од сем Калинка. Чудно. Да. Дали си отиде вкусот на Калинката? Ај пробај па Алкохолот? ќе видиш. Това е ликер, е малку јако за ликер. Па јако е. Имате ракија внатре? Па со ракија се прави ликер, не се прави без ракија. Епа. Базата од све од сем И? е ракијата. Да. А, това го Значи сикам. правиме и ликер со зелени млади оревчиња, правиме исто па ликер од зелени оревчиња. Преубаво. Ебе, знаете што?
И ова да се пие, како кажав, со смоквата, со малку джигер од патка така, малку еден тост, убавина. Јас мислам оти ќе земам неколку ствари кај вас. Се е убавина. И ќе уживам Нема за проблем, Нова бе. година или за Божик, навистина ќе биде Како врв. ќе кажеш, што ќе сакаш ќе ти дадеме. О, ви благодарам многу, господја. Знаете, ти ми треба, имам идеја да направиме на рецепт денес. Ми требат калинки, ми требат киви, такви ствари. Ќе ти дадеме. Ќе ми дадете? Да. Зошто да не? Тама работа. На здрави, господја. На здравје нека ви. Фала ви многу за дегустација што ме направите денес. Само да ви отворам да пробате и од Уште? сладкото од зрела смоква. Ајде, тук додека сме тука. Не сте пробали зрелата смоква? Не. Штета е во Валандово да не пробате сладко од зрела смоква. Ете комшијата ќе ви каже, он гледа кога Да. го правам секогаш. Па нормално сите се околу нас овде, ние сме, вие сте звездата на денот. Па да. Тоа е зрела смо. Да, па да, има горе. Зрела, Да. зрела. Сега само овие од узгора ќе ги фрлам јас, Добро. не ги штедам, оти Не сакам знам. да биде повеќе со Со сок, така со да сос, да во сос да бидат. Да биде во сос. Ај така. Значи нема штедење, пошто имам и сум Како изработила, кажа имам моја повеќе. баба со шервиш, со сос. Со червиш, Со да. червиш, така да. Валандовски червиш. И Валандовски се кажува. Они се од червиш. Радовиш, и они па кажат И червиш. тука се вика червиш, со Е, червиш. Фала ви многу. Ќе земам малата, ќе почнеме со малата прво. Како убаво мириса. Сладко од зреле смоква е тоа. И поубаво, и поубаво, и поубаво, најубаво. Се е убаво, значи имате сладко и од капина, имате и од малина, тоа е се домашно припремано. Едно прашање, вие продавате тоа? Го Да, правите го така? продавам, да. Браво. Па, ја можам да само да му пожелувам уште многу убави. Многу години какви да правите. работам, Не години да работите, не. Не Мислам, можам ти не веќе, треба. Марк, Полека. остав. Сега ја правам само по порачки. Па така е. Ако ми се јави Полека, некој, може на да рад. направам по порачка, а да Ете, правам, супер. одев иначе на пазарче, таму по цели денови седев така да Не, супер. Помина Мислам оти, годините не можам за на мислам пазарче. оти ова одам. вреди да се проба, вреди да се Све ќе купи. пробате. Ако сакате био органско од господјата, Ленче, Ленче, ете тоа. Дојдете у Валандово и ќе бидете пре среќни. презадоволни. Фала ми многу. Иначе Господја, моите производи одат и за Швајцарија, и за Германија, така да... не, па они Испрека таму го немат, фјајвари, тоа го нема. лютенки, Тоа го нема и таму. сладко од слива, љупена и све, ама сега Точно веќе... така. Времето си го прави своето и Фала ви така многу. да... Чекајте, вие прво ми направивте убав поклон овде, за да пробам све што имате. Бе, ја ќе ви направам еден поклон. Имаме една престилка од нашите партнери. Ако, нема Това е проблем. од витаминка Брилијент. браво. И како вие готвите убави Даде. джемови Да, со срце, со љубов. Од срце. Па секој Витаминка. сладко се прави со љубов. Епа, Ако не е со витаминка. љубов, не е убаво. Точно. Значи, се се прави со Од љубов. љубов, витаминка, и Ви јас благодарам. ви подарувам Ви една благодарам. кутија со убавини внатре. Сега што има внатре? Ќе видиме. Изненадување. Може да Не знам отвориме дали или има сладко. изненадување ќе биде. Ќе ви биде Нека после. биде кафе. изненадување. Ете Добро. така. Ајде, нека биде Господја, изненадување. ќе Ви ве бакнам од благодарам. далеку. Нема проблем. Фале го. Муа! 2. 3 на македонски За начин среќа. и на белгиски начин, Да, така е. да. Фала ви многу. Благодарам. И фала ви продолжуваме. за вас исто. Господјата Ленче ми даде прекрасни локални намирници. Ми треба уште нешто да набавам за моето изненадување. Моите пријатели ме носат на екскурзија да ми ја покажат прекрасната природа. А јас, за да им се заблагодарам, решив да подготвам закуска на ова прекрасно место.
дечки, стигнавме. Ја мислев оти никош нема да стигнам. Пешки мислев оти требав да дојдам до тука, ама ојде, супер. Дојдовме и до тука. До локацијата. До локацијата. Каде сме овде? Се наоѓаме на Кочулските водопади. Зад нас е Гјаволскиот водопад. Добро, пред да кажеме тоа све. Знамо ти сакаш многу да ми објасниш, да кажеме каде сме. Имаме доста што може да се зборува за кај нас. Тука сме. Прво да ви покажам, имам две асистенти денес. Супер. Асистент со престрика авантурите на Марк, Годомин Унибанк, Шато Сопот, президент Алпско, сите се со нас витаминка. Ке готвиме сите заедно. Што имаме како наменици прво? Ајде, објасни ни Марку. Валандово е познато со, Познато е по калинката. Добро. Најпознато. Точно. Имаме јапонски јаболка. Окей. Имаме киви. И Имаме еден производ што не е толку многу познат, а Марко, тоа е да. индиски компер. Марко, чудно ми е, господјата ни го даде, ајде ке пробаме, ке видиме, ке го издупиме како кажа, ке видиме што ке направиме со него. Од оваа страна што имаме? Тука имаме зелена салата, млад кромит, томат, Да. лимон, И овде што купив на кај пекарата, геврек. геврекче едно лепче, мора Имаме- без леп не можеме. И имаме сирење президент. Што ќе направиме? Да не го забораваме, има маслиново масло. Во природата, што се готви, нешто лесно, брзо, една салата со сирење, малку кромици, ќе сецкаме, ќе ставиме малку калинка, калинка го обожавам. Знаеш како ги чистам калинките, ќе видиш. Ќе тапам по гаски, тапам. Супер. Има начин така специфично. Да, ајде да почнеме. Во меѓувреме ја ќе готвам, објаснете нешто за местото сега. Оставам за вас. Се наоѓаме на планината Беласица. Во природата сме, ајде. Да, нешто што ќе се разграни и ќе го јадат Ќе се вратиме, животните. Да, природата се враќа на природата. точно така. тоа можеме. Се наоѓаме на планината Беласица. Извини, не фрлете други ствари така. Што е вистина што се распаѓа и све тоа во природата, фрлете. Ама не такви ствари, ништо друго, само ова. Точно. Инаку се наоѓаме на планината Беласица, а Беласица ни е позната по водопадите. Дали ќе се движиме од нејзината северна страна, каде што се Смоларскиот и Колешинскиот, Габровскиот водопад, или се наоѓаме во овој дел Валандовскиот, имаме голем број на водопади. Зад нас е Гјаволскиот водопад. Како? Гјаволскиот Ѓаволско? водопад. Да. Има ѓаволи тамо? Па нема ѓаволи, ама така го Или викаат има ѓавола? локалното население или Шејтан водопад Добро, по окей. турски, пошто тука Шејтан живеат водопад. доста турци наши Да, ми сограѓани. кажате тоа, да. Браво. Асистенци, Инаку знај. имаме и други. Навикнат си дома за да готвиш, мислам, сопругата, Помагаме. Помагате, супер. Кој сезон е најубав да кажеме да го присутиме Валандово, да дојдеме овде во Валандово? Валандово секоја сезона е убава, Оти малку поради тоа гутнеште. што ние сме Да. медитеранска клима тука. Имаме како сме денес? топли зими, Да. имаме исто така и доста пријатни лета кај нас, е доста топло. Инаку интересно е Валандово да се посети во месец мај, кај што не се одржува нашиот фестивал, тоа е Фолкфест Валандово, најстариот фестивал на ново компонирана македонска песна, кој што се одржува во месец мај. Добро. Е најстар во нашата држава, па и пошироко. Ја го слушнав тоа Валандово. Валандово е да. убаво да се посети и во есента, кога се одржува манифестацијата Валандовска рекијада, кој што така е тоа знам. традиционална Тоа знам. манифестација. Имав прилика да дојдам, да. Супер беше, ама беше тешко после на крај. Оти требавме да поминеме кај сите казанчиња и да пробаме. секаде да се Тоа пробава беше помалку, најтешко. така Да, е. точно така. Интересна манифестација која што во долги години се одржува кај нас и кој што самите валандовчани се надпреваруваат во традиционално подготвување на домашна лозова ракија. Браво, да. И сите си имаат своји мерифети како тоа да се припрема. Е доста интересна манифестација за сите кои што сакаат да дојдат во нашиот. Навистина, кога дојдов, ми покажа неколку што ми додават малку калинка, други додават малку јаболка. Многу вкусови различни дават на ракијата. Базата е лозје. Така Ама е. све дода, и метите, како беше убаво. Ние имаме доста сонце, имаме повеќе од 300 сончеви денови и тоа прави нашето грозје да биде доста богато со шекери, кој што ја прави ракијата доста питка, убава и можеби според мене најдобрата во државата. Ова не може да се каже тоа, оти сите ќе се лутат, сите кажат оти домашните ракија што се Македонија, сите се Секој од убави. нас се зборува нели малку локал патриотски и затоа тоа така Така. мора да биде, инаку се прави добро, квалитетно домашно вино. Кај нас нема семејство кој што не приготвува домашна ракија и кој што не си прави свое вино. Па све се прави овде. Да. Имаме доста богата природа кој што ни дава се и Јас само- вредните да. луѓе кај нас
приготвуваат секакви специјалитети. Јас чекам од вај да видам еден ресторан, нешто што некој што ќе ми готви нешто посебно, што го има во регионот. Ти ми кажуваше, оти навистина нема посебен специјалитет, да кажам, што Валандово е познат за тоа. Освен ракијата, освен како да кажам калинките и све. Јас, знаеш, во Белгија имаме со пивото, ние пиеме сок од калинка, ама малку повеќе редукциран со шеќер, така како сируп се кажа. Да. И тоа се вика танго. Да. Зошто да не го направиме тоа овде во Валандово? Да се прави пиво со едно сиро така од калинка, ама како да го викаме? Кај нас може да се вика оро. Например, поради тоа што Па зошто да не? нашиот традиционален танц е орото. Оро. Одлична идеја. Одиме на оро, не одиме на кафе, одиме на оро. Да. Па добро, договорено. Супер. Договорено. Мислам ти таа идеја ќе треба да помине по сите кафани и да му кажеме сега ќе правиме Оро. Ама Да. ќе ни кажеме оро, не. Пиво со сироп од калинка. Да. И после неколку испиени ора, Ќе може го да се играме оро. заиграе. Па да. Малку музика, малку пиво, ајде. Да. Одиме, тераме. Браво. Луѓето од Калинка цедат свеж сок, кој што е органски и кој што внатре не содржи никакви додатоци, никакви адетиви, туку свежот цеден сок. Најчесто истите го замрзнуваат и се може да се пие во текот на целата година. Година, да. Голем број од луѓето го користат сокот и за лек. За лек. Да, поради тоа што е доста богат со железо, со доста корисни состојки кои што се потребни за организмот, поготово за јачење на самата крвна слика. Океј. Епа, ќе мора да пиме малку повеќе сок од калинка. Како земјоделска култура е најистакната лозарството во Валандово. И еден како нов момент интересен беше производство на ракија од калинка. Ракија од калинка, ете. Гледате, извини ке те прекинам. Знаете, јас како ја чистам калинката, ја тепам по газ. Па да, многу сакам да ги тепам по газ. Ете вака, гледате. Оп. И зрнцата сами паѓаат. Тепаме малку по газ и имаме зрнца од калинка во салатата. Одлично. Така. Многу ми се допаѓа. Има уште малку внатре. Да додаваме. Може да продолжиш сега. Така, супер изгледа. Епа, артистичко, како да кажеме, уметничко. Вуаля. Повели, продолжи. Така, тоа беше интересен момент, општо прифатен и од самото наше население и од пошироко. Постојат голем број на производители кои се бават со земјоделско органско производство Добро. и во домашни услови за своји потреби, како што рече и Глигорје, и прават сок од калинка и некои други алкохолни пијалоци како мастика, вино и така. Од калинка се прави. А дали од киви може да се направи нешто? Оти гледам, имате навистина многу киви овде и овие јапанските јаболки. Од секое овошје кое што содржи шеќер може да се направи ракија, меѓутоа се со различни вкусови. Постои некои овошје со поголема горчина и тоа не е прифатливо за организмот. Точно. Меѓутоа од секое овошје кое што содржи шеќер може да се Може да направиме ракија. Така. Ајде. Тоа ќе мора да се проба. Гледате, идеи за понатаму вие од Валандово мора да направите нешто ново. Освен калинката треба да замислите на нешто, една нова рецепт. Како јас правам денес со неколку намирници што ми дадоа, гледате, имам киви, имам калинка, имаме сирење, салата, па ќе направиме една салата со киви, со калинка и мислам ти тоа ќе биде многу здраво. Да. А? Здраво. Не знам дали го мешате овде калинката во салатата во Валандово. Мислам ти да. да. Калинката оди во се. Во све. А киви? Исто така киви, од киви се спрема кај нас сладко, домакинките спремаат, кој што е доста убаво. Се прави сладко од киви? Да. А тоа не знаев. Епа, имаме джем од киви сега во Валандово. Ова се кажува свежа салата, здрава салата и ќе уживаме со овие убави намирници. Нешто лесно, едноставно, што ни фали уште. Ова малку ми е сумливо. Компирот не знам дали да го стам. Ова јапонската јаболка Ова обично не е ние зрела. конзумираме, Да. зрела. не е толку зрела. Мислам дека може да се. Ма ќе видиме, ќе направиме неколку коцки, чисто така да му дадаме малку вкус, боја на салатата и зошто да не ќе биде повкусна. Има посебни, како да кажам, состојки во јапонската јаболко. Има нешто здраво внатре. Оти нависте гледам тоа го има секаде. Нешто се прави посебно со ова, се прави компот, се прави има нешто посебна рецепт за ова? Кој ќе ми одговори? Не, кај нас не приготвуваат ништо од сега има
зачетоци се тоа за подготвување на ракија од јапонски јаболка. Ракија и тоа. Пробуваат исто така, инаку се користи за производство на креми и други работи, но се оште кај нас во Валандово не се користи. Креми за лице, за телото, за тело, да. Ајде, зашто да не? Да. Навистина нема толку голем мирис. На вкус е убава. Да, инаку и малку самиот лист од јапонското јаболко се користи за чаеви. Да, малку се лепи на јазикот, а малку е како Да, како се вика тоа? Содржи некои танини кои што Да, што си го собира јазикот така. Така. Океј, специфично. Добро, да не ставиме многу. Не му ставиме малку, парчиња, ете така. Ова е најзрелото дел на дворешен. Ова на мали коцки, мислам ти убаво ќе одговара во салатата. Ете така. Ајде, продолжите со приказни. Јас готвам за вас. Вие ми сте асистент. Супер со убави престилки, ама не ја прљавате многу, а? Ај, хоп. Хоп, мислам ти ќе биде доволно вака. Супер. даде друга боја на самата салата. Па точно. Тоа се дава малку сонце во тањерот. Да кажеме. Ова ќе биде тука на страна, тоа. Малку лимонче. Лимонот ќе оставам после. Без маслиново масло. Маслинки дали има во регионот од Валандово? Секако. Ние сме, како што кажав, Медитеран во Македонија и нормално е дека има и Што ќе прави Македонија без Валандово? Све има овде. Ајде. Ќе му ставиме малку маслиново масло на крај. Така. Сок од лимон, неколку капки, да не биде многу кисело, а мислам ти оваа комбинација ќе биде превкусна. Така. Лепче. Што сакате појке? Геврек? Обичен леп? Може и геврек. Геврек? Ајде. Така, господите што ни го продава во пекарата ќе бидат многу среќни, ќе не гледат, оти го јадиме геврекот. Еде, си го поделуваме. 1, 2, 3, 4. Зошто 4 тањери? Тројца сме само. А ние сме тројца. Епа треба за тој кој зади камерата да јади и он. Епа сите ке јадиме денес. Ајде. Знаете што? Хоп. Повелете? Благодарам. Повелете? Вала. Салата, можеме да кажеме валандовска салата, каков име можеме да ја дајме? Оро за пивото, а ова е валандовската салата. На Марковски, Глигоровски и Стефански начин. Ајде, добар апетит, уживаме, ќе ви кажеме после како е. Една за камераманот, ајде, се гледаме после. Жале, сме на крај на емисијата. На секој крај на емисијата можам да кажам ти за денес во Валандово mission completed. Ја завршивме задачата. И го покаживме Валандово, мислам, на најубав начин. Јас се надевам дека успеавме барем малку да ви ја доловиме Малку. валандовската посебност. Добро. Традицијата локална што ја негуваме и ни беше голема чест, искрено. Фала многу. Јас ќе ви кажам и ќе ви ветам, оти пак ќе се вратам кај вас. Оти мислам направивме мал дел од Валандово. Валандово може да покаже уште повеќе убавини, повеќе ствари што ги имате, душата и свето. Ја осетив, ама не осетив доста. Треба да дојдете Мора да друг се вратам. период во годината. И многу ви благодариме што бевте наши гости денеска. Мене ми беше големо задоволство. За моето задоволство, за вашето задоволство, имаме еден поклонче што тека треба да си го делите. Сега не знам на кој да го дадам. Знаете што? Нема да го дадам на никој, ќе остани на маса, ќе си го земете после. Ова е од Ини банка, тоа е еден убав поклон, што ќе го употребите. Вие двајцата работите во општината, Ќе ми треба пенкало, тоа е се знате. За да можете да го ставите вашиот подпис на убави проекти. Мислам, убаво кажано и уште еднаш благодарам на посетата и го очекуваме повторно. Фала многу. Завршена емисија. Чао. Поздрав до сите. Следете на Facebook, Instagram и на YouTube. Авантурите на Марк се секаде во цела Македонија. Се гледаме. Ве сакам. Чао.